разбира, продолжуваме понатаму пред да погледнете што тоа денеска имаме за вас во магазин Здравје заедно со колегата Александар Динев. Ќе видиме уште една интересна приказна од нашата Симона Илиевска. Станува збор за Маријана Митревска, која што пишува интересни песни, поврзани се и со Тоше Проески, но еве ги деталите во продолжение. Уживајте. Ова беше најубавиот ден во мојот живот заедно со вас, подел. Секој ден го делам заедно со вас, затоа што вие ме направивте тоа што сум. Јас како пеам, ама ако ја немав поддршката ваша, немаше да се случи ништо. Јас ја имам вашата поддршка и тоа многу ми е драго. Цел живот ми е преубав со вас, а овој ден посебно. Премногу ве сакам, вечерва никогаш нема да ја заборавам и ќе чекам да се случи следна ваква. Ве сакам од срцето и од душата. Тоше Проески е нашиот непребол. Гордост на сите генерации за сето тоа што го остави зад себе. Неговиот ангелски глас и по 14 години е незаборав. За Македонија, но и за Балканот, Тоше е емоција која буди убави спомени. Затоа Проески се уште значи мотив и инспирација во животот на многумина. Започнав со посетата во Крушево. Ме инспирира, тоа што беше како човек, тоа што го сака сите и љубовта што ја споделуваше со луѓето, затоа и песните во книгата се љубовни, секој човек може да се пронајди. И мислам дека полека почнуваме да мотивираме млади писатели да се охрабрат да ги напишат своите книги, да ги издадат. Името негово не се спомнува во песните. Може да го пронајдат под некое друго име, но самите читатели ќе сватат и кои песни се посветени точно на него. Инспирирана од ликот и делото на нашата најголема музичка звезда, Маријана ја издала својата прва збирка Сите мои песни и се продава низ 10 градови во Македонија. А за дел од песните во збирката освоила повеќе награди во Европа, Азија, Африка, Америка и Австралија. За почеток најдобро бев прифатена во Индија. Оттаму добив Златна звезда за еден текст каде се зборува за мирот и љубовта во светот. Покрај што добив и награда, добив и Златна звезда, тоа ми беше многу пријатно изненадување за мене. Исто така, освен стилот на пишување поезија, испратив и хаику песна. Тоа е малку потежок начин на пишување и таму многу добро го прифатија тоа, па добив Сребрена звезда, оттаму започна се во Индија, мислам дека најмногу ме прифатија во Македонија и тука на Балканот имаше голема заинтересираност и за книгата и за песните. Како знак на благодарност за незиниот потек, фановите на Тоше Проески финансиски помогнале да ја издаде и својата втора детска книга "Учиме со песна", чии примероци се подарок за децата во градинките и основните училишта низ земјава. Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото на магазин, следуваат минутите посветени на здравјето. Денеска ќе